Почитувам пратеник Дарко Каевски, многу невистини во вашето излагање. Прво мора да објасните на македонската јавност, рековте непродуктивни трошоци кратите 215 милиони евра. Прашањето е, дали ги видовте тие непродуктивни трошоци кога го носевте буџетот? И второто прашање е дали досега сте истрошени 215 милиона затоа што сме 6-ти месец непродуктивни трошоци. Понатаму, второ прашање. Рековте зголемени средства за управување со отпадоци. Почитувам Каевски, дали знаете дека реализацијата на капиталните инвестиции во екологија е 10%? Како го планирате тоа? Понатаму, предпоставам дека направивте грешка, ако не, исправејте ме или коригирајте се. 1100 мегавати. Тоа е сериозна бројка, тоа е 1 милиарда. Каде ги најдовте тие пари за ЕВН, каде ќе се инсталираат и како? Тоа е огромна бројка, предпоставам дека е грешка, треба да се коригирате. Прашање. Спомнавте земјоделие и рековте дека зголемувате средства за да ги исплатите сите за останати средства во субвенциите. Како може да нешто правите компарација кога вие каснете со исплата на субвенции? Значи, вие тоа го констатиравте. На другите наоѓате мана, а вие тоа го правите во моментот. Вие имате неисплатени средства во земјоделие. Затоа резервирате средства во буџетот за неисплатени субвенции. Понатаму, спомнавте гасовод. Поврзување на Македонија со Грција и со Србија. Свесни ли сте колку пари тоа чини? Каде се тие пари во буџетот? Ве молам, најдете ставка каде се позиционирани тие пари. И со колку пари вие во суштина ќе учествувате во тие проекти за оваа година. Јас тие средства во ниту една ставка не можам да ги видам. Тоа се огромни средства. Може би по-правилно е да одговорите на граѓаните на Република Македонија како планирате да го поврзате Скопје и Тетово. Имате 2 километра на водно кои не можете да ги поврзате. Сега треба да правите дополнителни 30-40 километри примарна гасоводна линија повторно во Скопската котлина. Тоа е цената на вашето работење и вашето филозофирање како се трошат парите и што треба да направите, а во суштина ништо не правите. Значи, кога дадете одговор на овие средства, новија прашања, вие ќе можете да дебатирате понатаму. Во спротивно, јас очекувам од вас да ја замајувате јавноста со бројки, да спомнете образование, што не сум го спомнал и така натаму. Конкретно одговорете на овие прашања. Ви благодарам.